Работниците да се на прво место и пред газдите. Ова го предвидува Законот за социјални предпријатија, согласно Националната стратегија за развој на социјални предпријатија кој е изработен и поставен на платформата ЕНЕР. Овој закон, како што е нагласено, се носи согласно програмата на владата и има за цел да создаде соодветна правна, финансиска и институционална рамка за развој на социјалните предпријатија во Македонија. Функционирањето на социјалните предпријатија е од особено значење, бидејќи имаат важна улога на поттикнувачи на промени при транзиција на земјата кон поправедна, поинклузивна, партиципативна и одржлива економија и општество, особено преку нивната вклученост за развивање на циркуларна, споделувачка, паметна и зелена економија. Стои во образложението. Според владата, со овој закон се овозможуваат нови форми на пристојна работа и социјална интеграција на загрозените лица. Обезбедуваат производи и услуги, поттикнати се поддржани од локалните заедници и од граѓаните поради остварување на социјални, општествени, културни и еколошки цели. Дали ова не значи враќање на социјализмот? Има работи главниот збор за некаде имаше работнички совети, имаше управни одбори, имаше суд за здружен труд, што има одбрана за работниците. Сега нема ништо. Имаше самоуправување, работниците управува. Колку управува, прашање е. Ама системот беше така и у секој случај беше подобро. У секој случај подобро беше, по-организиран живот у секое поле. Се. Имаше и совети, имаше и, кажи го, синдикати, и да ти спудат, па те враќат, то не дуат, значи имаше си, што се вика, закон. За синдикатот, социјалните предпријатија се нова социјална и поправедна ера. Овие социјални предпријатија, користејќи ги предприемачките принципи, тие се стремат да служат на заедницата, а не на максимализирање на профитот на собствениците. Основниот профит во најголем дел се реинвестира за постигнување на социјалните цели. Тоа значи вработување на маргинизираните и неразвиените заедници и вработување лица на ранливите групи на граѓани кои што ќе имаат можност да самите располагаат со средствата, онака како што на времето во социјализмот имавме како работнички совети, најверојатно во тој смисол ќе биде. Во Европската унија ваквите предпријатија веќе функционираат. Европската комисија ја препозна важноста на социјалните предпријатија како клучен елемент за надминување на тековни социјални економски проблеми. Денес социјалната економија во Европската унија обезбедува над 13,6 милиони платени работни места, вклучувајќи над 82,8 милиони волонтери и 232 милиони членови. Според владата, законот ќе придонесе за подобрување на севкупните економски односи, ќе го поттикне економскиот раст, како и за активација на корисниците на различни видови социјална помош.